Значи, согласно Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, а воедно и согласно Законот за сопственост и други стварни права, сопственикот, во овој случај на градежно земјиште, има право тоа земјиште да го држи, целосно да го користи и да располага со него по своја волја, што значи дека тој и не мора да живее во зградата која се наоѓа на тоа приватизирано земјиште. Што се однесува до начинот на кој земјиштето се приватизирало, согласно истиот Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, мора да се исполнат условите согласно овој закон, а мора и да се спроведе соодветна постапка исто што е уредена со овој закон. Барањето за приватизација и лицето кое го поднесува мора да има правен основ за приватизацијата, односно да поседува било каков факт, дали тоа е тапија, присуда, договор, решение, одлука на надлежен државен орган и така натака. И врз основа на тој акт ќе може да бара приватизација на тоа земјиште. Доколку некој смета дека лицето кое го приватизирало земјиштето не ги исполнува условите, односно нема правен основ за приватизација, може да направи увид во предметот, а истовремено и да побара од катастарот на недвижности уверенија за историски преглед на извршените запишувања на тоа земјиште и да се провери на кој начин се одвивало предавањето на земјиштето, па следствено и да се утврди дали постои, односно кој е основот кај тоа лице кое го приватизирало конкретното градежно земјиште.